Председателе, ја ќе се трудам да бидам краток и концизен, бидејќи станува збор за прашање кое што и како е важно, особено во услови кога имаме една неконтролирана инфлација која што владата очигледно има проблеми да ја заузда и по однос на цени на храна и по однос на другите производи и генерално што го загрозува стандардот на сите граѓани, особено оние што се ранливи како младите и студентите. Нема ги повторувам вашите зборови, дека е решението што треба да се потврди, но има некои нелогичности кои што навистина би сакал да ги запрашам предлагачите на ова законско решение. Зошто? Прво, имаме амандман со кој што сметаме дека би биле поправедни. Имаме амандман со кој што се надополува една фалинка во што уочивме во самиот закон. Имаме амандман кој што нема да ги реши проблемите на студентите, но во секој случај ќе им помогне да се соочат подобро со нивното секојдневие. Имаме амандман за кој што е дискутирано малтене целата година. Упорно не убедува дека 120 денари едно време беа доволни, сега вела 140 се доволни, 20 денари дека ќе направат не знам каква разлика, каде што ние велиме дека 160 денари е за сега како прелазно решение сосема доволно. Не видовме практична примена. 56 милиони денари. Дали знаете колку е тоа? Тоа е еден од консултантите на владата за оној спорен криминален договор за надзорите. Дали една генерација цела на студенти за владата вреди помалку од еден нивни ангажиран консултант по мерка. Толку се, идентична сина, само за еден. Тоа е првата работа. Нема да мешаме. Толку ќе биде. Само да кажам за компаративните вредности. Втората работа. Доколку нешто сте утврдиле дека е погрешно, доколку сте изгубиле и време, и енергија, па и средства, и на промоција, и на информирање, и на консултации, во некој период преходно, и сте утврдиле дека едно решение не функционира. Дали некој од вас овде чу дека овој пат владата има, односно не е владата предлагач, група на пратеници се, што е тоа различно од минатиот пат, што се сигурни дека овој пат таквиот пристап и таквата методологија би била успешна. Јас барем не слушнав. Еве, добро е, ако има реплика, да добием одговор на тоа прашање. Нема изменети услови. Условите се потешки за работа и за функционирање колку што беа претходно. Зошто тогаш не успеало со картичките, а сега истите финансиски институции би имале интерес да го поддржат ваквиот тип на работа. Освен доколку легитимно и логично се наложува прашањето, ова намерно да не се направи. Поставуваме систем, пристап, методологија која што знаеме однапред дека нема да успее и дека однапред на некој начин средствата нема да бидат воопшто исплатени на студентите. Тоа е логично прашање, да добиеме разликата што е. Иначе, ја не гледам причина зошто не би биле прифатени сугестиите на ВМРО-ДПМН. А при тоа се докажа дека проектираната инфлација владата не ја следи. Поголема е. И годишно ниво, и квартално ниво, еве нека биде и увезена како што велите вие. Поголема од тоа, неколку пати од тоа што го проектиравме. Еве и под услов да кажеме вака како што е замислено, дека ќе се темели буџетска ставка за студентски оброк согласно со проектираната инфлација. Не е доволно. Ќе ги измамиме студентите. За тоа време, тој период што ќе дојде, па макар било тој осогласување, најмалку до првиот ребаланс, ќе измене пола, може би 3/4 од академската година. Дали ние сакаме да помогнеме кај студентите, или сакаме да направиме пиар стратегија или играчка некоја со која што ќе замачкаме повторно очи. Доколку сакаме суштински нешто подобриме, еве колегата го гледам, при тоа да не мешаме воопшто политика, во тој случај треба да се прифати амандманот кој што е пред вас. Сметам дека ќе добиеме и на квалитет и на ефикасност. Благодарам. Благодарам, колега.